Tačno ke ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Споменикот на стреланите скопјани до камениот мост. Овој споменик повеќе го нема. На местото каде што на 13 ноември 1944 година германските фашисти при повлекувањето од Скопје за одмазда стрелале 9 на граѓани, случајни минувачи. Во нивна чест и сеќавање на местото каде што беа убиени, во подножието на камени мост беше поставен споменик. Споменикот, кој беше изработен во висок релјеф, во својата оригинална верзија постоеше до 2010 година, а исчезна во периодот меѓу 2010 и 2012. Тој беше поставен на сегашниот плоштад Карпошово востание, на левата страна во подножието на камениот мост, во делот кој води кон старата чаршија, а е урнат при изведувањето на градежните работи за новите објекти кои се дел од проектот Скопје 2014. По неколку години споменикот повторно беше поставен и префрлен на Кеј 13 ноември. Населбата Хром. Високо урбанизирана населба во општината Ѓорче Петров. Таа се граничи со населбата Ѓорче Петров на запад, на север со Влае и на југ со Карпош 4. Во населбата живеат околу 500 до 600 домаќинства. Во населбата во 1941 били изградени објекти за сместување на германците од фирмата ТОД кои експлоатирале хромната руда од Радуша, со што започнала да се формира населбата Хром. Во склоп на населбата е фабриката Купрум во стечај, административна зграда од 1832 метри квадратни, деловна зграда со производни магазини, хали и стоваришта со површина од 515 метри квадратни. Изградена во 1940 години на минатиот век, фабриката Купрум повеќе од 20 на години е руинирана и оставена на забот на времето. Последиците од посттранзицијскиот период предизвикуваат фабриката до денес да е под стечајна постапка. Дел од објектите на комплексот се во приватна собственост, додека целата парцела на која е лоциран комплексот е собственост на Република Македонија. Заглавена во бирократија, фабриката Купрум со децении е оставена на забот на времето и ја чека својата пренамена. Поради автентичната архитектура, неискористените просторни капацитети и можноста за воведување мултифункционалност во просторот, фабриката на некој начин веќе се има вкроено во скопската субкултура, за што сведочат неколкуте видеоспотови снимени од локални артисти, графити културата која продолжува да вирее во просториите на Купрум.